денешната утрена, браќа и сестри, која служиме, е од утрешниот празник. Абе тргнете го тоа сега, да која се снима ми го ставате. Како не можете сега да го снимаме, ајде и тој чин. Еднаш се служи оваа служба, знам дека е многу комплицирана, многу тешка, еднаш во годината, само никогаш немам поинаку. Ама во тоа се гледа прецизност на луѓето кои ја служат. Знаат или не знаат да ја служат. Гледате, сега ми ја местат паната камиловката што требаше да биде наместена уште пред време. Но како и да е, утрената која денес ја служиме, со оплакувањето ова, е утрена од утре, од сабота. А во сабота литургијата се врка прво воскресение. Значи, утре целата служба е воскресна. И затоа и утрената следствено на тоа е воскресна, како воскресна литургија, односно воскресна утрена. Вистина го отплакуваме Христа, ама не можеме црна боја да носиме, зашто црната не е ниту боја. Уште баба ми, пред многу години, кога некој ќе се упокоеше, ставаше бела шамија на главата. Зашто белата кајна с православните е и жалост, ама е и радост. Истовремено, ние немаме само жалост, ние него да купуваме некого и готово веќе немаме никаква врска со него. Како што слушам дека денес чекаат едва и да ги закопаат или ги оставаат таму во мртовечницата, нивните покојни со кои години и децении си го делеле лебот. Тоа треба да го сватиме, дека белата боја е боја. Светлината прави бело. А црната боја не е боја, само отсутство на светлина. Било која боја да гледате во отсутство на светлина, таа ќе ви биде црна. И затоа не употребуваме црна боја, дури ниту во светата 40-ница која е во жалост или тага, употребуваме лилјакова боја. Затоа што свесни сме за тоа дека црната не соодветствува на пораката што сакаме да ја пренесеме за живот вечен. Ако е се црно, тоа страшно не е. Сакаме таков живот во црнина? Не, ние очекуваме се во белина да биде. И жалоста за нас е бела. Затоа и на овој ден, кој уште не е завршена во потполно жалоста, последен ден е, ама се надира радоста. Затоа што ние имаме искуство христијаните за тоа дека Христос воскресна. И не можеме да не го чувствуваме сега кога е утре тоа не го воскресени и ние да речеме како ништо да не било. Го оплакуваме, го жалиме, ама не излегуваме со потполна жалост. И да речеме, не знаеме што стана со Христос. Знаеме, зашто верата наша е знаење, а верата наша ни вели дека Христос воскресна. Така, браќа и сестри, и треба да се однесуваме во животот. Затоа што
Оној кој го живее воскресението, за него смртта нема сила. Ако смртта нема сила за некого, што има сила? Која сила има сила, ако смртта нема сила? Тогаш сеја лук и вода, што велат старите. Се поминува, се заминува, ама ние си го знаеме, си ја знаеме иднината, а иднината наша е светла. Таја иднина ја проектираме во најтемните моменти во животот. Таја светла иднина ја носиме во нашите срца. Кога велам срца, не мислам на биолошкото срце, туку на центарот на духовниот живот на човекот. И таја ја носиме. Ете, браќа и сестри, што ни носи овај голем празник, кој денеска го почнува, а торжествено го славиме на воскресението. Задутре, значи. А сето заедно продолжува уште 7 дена, зашто сите денови, понеделник велики, вторник велики, среда, сите тие во суштина се како еден ден. Воскресение Христово. Затоа, браќа и сестри, треба да имаме секогаш на ум дека животот ни носи на одредени искушенија, ама ние со верата ги победуваме. Ама не со било која вера. Верувам во нешто таму, како што има многу, ова пишува во порталите и во вестниците. Ако не направиш тоа на Велики Петок, тоа ќе се случи. Не, ние не веруваме во таква паганска вера. Веруваме дека овој ден ни носи воскресение, зашто Христос само помина низадот. Не остана, ниту еден ден не остана што се вели, само помине, се прошета, го видеа жителите на адот и реко, кој е овај? Кој вака во пеколот минува? Тоа е нашиот Христос. И него му се поклонуваме и го славиме во сите дни на вашиот живот. Да сте здрави и живи и на многу години да ни биде овој празник.